Кандидатот за градоначалник на општина Аеродром од СДСМ денеска се осврна на развој на спортската инфраструктура во оваа скопска населба. Како градоначалник ќе направам МЗД да има силна институционална поддршка од општината за да продолжи да расте и да се развива и да ги радува генерациите што израснаа со љубов кон кошарката. Ќе вратиме младинската школа од каде што ќе излегуваат повторно новите млади таленти од Аеродром и МЗД. И конечно да го вратиме МЗД во Јадранската прва лига, таму каде што му е местото. Истовремено ќе даваме значајна поддршка и кон фудбалскиот клуб Аеродром и сите клубови на територијата на општина Аеродром. Ќе вложуваме во млади и во спортска инфраструктура, ќе изградиме нови игралишта, ќе ги обновиме постојните терени и ќе возможиме подобри услови за училишниот и младинскиот спорт. Со критики за премиерот и лидер на ВМРО ДПМН вечерва од Струмица претседателот на СДСМ Венко Филипче. Му порача на Мицкоски дека е човек кој не трпи критика, а постојано ги навредува сите, па и граѓаните. Човек што не понесува критика и затоа секојдневно понижува, вреѓа и напаѓа. Човек кој се жали дека сите го мразеле, а цела година ги налекуваше луѓето глодари, лешинари, предавници. Се прашувам, што точно очекува Христијан Мицкоски? Дека народот ќе му аплаудира додека го понижува? Дека ќе го сакаат додека ги плаши и ги дели? Дека ќе го следат додека гледа само за себе, а ги игнорира барањата на граѓаните, работниците или на земјоделците? Со критики за премиерот и лидер на ВМРО ДПМН вечерва од Струмица претседателот Венко Филипче слушнавме неговата изјава додека караванот на Штип заврши со централен митинг во Штип. Таму актуелниот градоначалник побара втор мандат, овој пат со поголема поддршка и од определените штипјани. А во таа политичка трка го поддржи и лидерот на партијата Христијан Мицкоски, кој повеќе се осврна на политичките соперници во кампањата. Наместо трио на гнев и минато, потребни се луѓе со визија, работа и верба во иднината. Затоа граѓаните се појасно препознаваат кој гради и кој руши, кој нуди решенија и кој живее од кризата која што ја предизвикува. Нема трагедија која не ја политизира на лицемерен и нечовечки начин. Нема семејство кое не го злоупотребија на најподмолен можен начин и потоа го фрлија на маргините. Тоа го прават од немот и страв, затоа што знаат дека ќе дојде времето кога ќе мора да дадат одговори. Сакам да се обратам и кон граѓаните кои што во годините наназад никогаш не го искористиле своето демократско право. Почитувани сограѓани, јас верувам дека во минатото сте имале причина да го направите тоа. Но не заборавајте овој пат. Разликата е видлива. Вие одлучувате. Вие одлучувате за вашата иднина. Валбон Линани, кандидатот на ДУИ за градоначалник на општина Гостивар, рече отварањето и трансформацијата на главниот булевар и уште еден голем проект во градот. Отварањето и трансформацијата на главниот булевар е уште еден голем проект. Тој ќе стане урбаното срце на Гостивар, модерна артерија со современо осветлување, патеки за пешаци и велосипеди, како и зелени површини кои ќе донесат живот и енергија во градот. Тоа ќе биде место за следби на младите, семејствата, уметниците, на сите граѓани. Подземен паркинг кај општината. За конечно решавање на проблемот со паркирањето во центарот, ќе изградиме модерен подземен паркинг. Александар Трајановски, кандидатот за градоначалник на Скопје од Гром, најави дека летната сцена во градскиот парк ќе го добие името Аки Рахимовски стејдж во чест на легендарниот пејач на групата Парни Ваљак. Сцената која што се наоѓа позади нас во вториот дел кај Сточарскиот институт, таа е сцена која што беше изградена во 2019 и 2020 година, но остана без имена. Јас како советник во градот Скопје имам поднесено 3 иницијативи за именување на истата, да го носи името на легендарниот пејач на Парни Ваљак и секако наш драг сограѓанин и скопјанец господинот Аки Рахимовски.
За таа намена тука беа дојдени и неговите деца, неговата ќерка и син. Окрупнувајќи се, Левица претендира за втора политичка сила во земјава, порача кандидатот за градоначалник на Скопје од Левица Мециновиќ. Влегуваме во втор круг и тоа сме доста сигурни дека влегуваме во втор круг. Енергијата е очигледна, а Левица се факторизира како втора најсилна партија во Македонија и тоа е неизбежно. Ние сме спремни да ја преземеме таа задача како што ја преземавме во парламентот. Година и пол дена ја имаме таа улога на најсилна опозицијска партија, сега само цела Македонија тоа треба да го види. Така да после изборите спремни сме да се бориме уште пожустро против владините политики кои се погубни. Вие сами знаете дека 7 милиарди евра се задолживме само во последната година и еве ги резултатите околу нас. Тоа е едно големо ништо.